Интеркултура, интеркултура. Во најновото издание на шорткастот Интеркултура имам двајца соговорници. Даница Павловска-Циги и Зоран Петровски, културни работници, архитекти, активисти, во ова и повод како представници на граѓанското здружение Шанса за Центар, а овде се затоа што изразуваат голема загриженост во однос на случувањата околу големиот проект Скопје Европска престолнина на културата 2028. Има ли место за загриженост околу овој проект? Особено. И таа загриженост не трае од денес, туку може би повеќе од година дена, затоа што сме свесни за доближувањето на таа 2028 година и неопходноста нам навистина поголем ангажман за подготовка на сето она што треба да ни биде и чест, и обврска, и еден предизвик голем. А истовремено немаме информации, постои една нетранспарентност од сите субјекти кои што се одговорни, а ги сметаме повеќе одговорни за овој проект. Затоа и кажувам, не е од сега. Не е од сега. Дали не се работи или само нема информации што се работи? Кои се вашите сознанија? Дали успеавте нешто повеќе да истражите? Па со многу напор дојдовме до некои информации кои што означуваат дека да, апликацијата или стратегијата за развој на културата до 30 година постојат документи, да ги наречеме така, тоа се текстови кои укажуваат и објаснуваат што и како треба да се направи, особено апликацијата. Во неизе се именувани чекорите што треба да се изодат низ овие 4 години пред самата година во која што градот ќе биде престолнина, Европска престолнина на културата. И според тоа тие минимални информации и нашите, да кажеме, сознанија од околу, низ разговорите и можеби и нашето искуство дека таквите ивенти кои што трајат и таквото нешто толку големо како проект побарува ресурси, побарува капацитети, побарува ангажман на повеќе слоеви културолошки во општеството и нормално е да реагирам. Дали постои прифатеност на манифестацијата од широката културна фела и уметниците? Дали тоа го лоцирате како проблем? Немам таков впечаток. Можам да зборам само за впечаток. Она што знаеме, се надоврзува на првото прашање, секако дека треба да бидеме загрижени од две причини. Прво, имавме еден најава на прифаќањето од 2023 од страна на Министерството за култура и од страна на град Скопје, дека тој проект Скопје културна престолнина 28 е прифатен и Скопје треба да биде престолнина, Европска престолнина на културата за 5 години. Во меѓувреме, од таа 23-та до денес, односно до пред 1 или 2 месец, пред 1 месец излегува надписи во печатот дека практично стигнало предупредување од страна на одборот кој што е задолжен во Европската комисија за одборот за кој го води овој проект воопшто, дека досега не се направени потребните чекори за да се реализира во фази како што е предвидено според апликацијата. Во јавност, освен, сега зборувам пак за мојот впечаток, во јавноста, освен она што го слушнавме на почетокот и сега, значи, со ова предупредување, имаме едно премостување од година и нешто, во кое многу малку се зборува за тој проект. Или ништо, скоро. Никаква транспарентност. Слушнавме само од страна на Министерот за култура дека Министерството е загрижено за тоа предупредување и воопшто до каде стојат работите, како стојат работите. Се надевам дека таа загриженост ќе вроди со некој плод понатаму. Ние како партиципиенти, да кажам, со ЦИГИ во граѓанската иницијатива Шанса за Центар, која има и тројца советници во град Скопје,
Секако дека сме загрижени исто така доколку овој проект не се реализира, доколку на Скопје му биде одземена оваа титула како што беше најавено во печатот. Тоа би било срамно, тоа би било стварно непријатно. Така што немам и понатаму таков печаток дека нешто повеќе се превзема, ова што кажа Циги, има една одредена нетранспарентност и во печатот тоа беше спомнато, дека, например, беше изнесено дека се уште не се формирани тела во град Скопје, кои што треба да се грижат за ова и да ја водат целата процедура, некој управен одбор или нешто слично. Понатаму стручни тела, нема ништо. А до сега требало да има и буџети предвидени кои веројатно исто така не се реализирале и веројатно се на една мртва точка, а времето се приближува. Ние знаеме дека сме троми, дека се троми институциите и дека тоа споро оди, меѓутоа ова каснење е дојдено до црвената линија, очигледно, за која што не сакаме да дозволиме, да дојдеме и да ја пречекориме, би било, како што спомнав, срамно такво нешто за градот и за сите нас. Знаете, јас верувам во една автономност на културата. И затоа и го сметам за добро прашањето колку е културната фела во овој отпор, протест на една неодговорност. Не морам да именувам вака или онака, висока, ниска, у секој случај нас ни пречи ова. И затоа го дигаме гласот, ако ова може да се нарече така. Дали може да се изврши притисок во јавноста? Знаеме дека во минатото се вршеше притисок секогаш кога фелата, стручната фела, повисоката фела не беше задоволна од состојбите. Вие, меѓу другото, сте познати по протестите кои што ги организиравте околу случувањата со ГТЦ и околу други објекти. Од оваа перспектива и успеавте во тоа, бидејќи еве ГТЦ не се облече во барокно руво. Мислите ли дека има критичка енергија и креативна маса која што сега може да направи една таква мобилизација со цел да се постигне тој аларм кај властите и сите заедно да направат успешна реализација на проектот? Јас длабоко верувам и принципиелно е прашањето, верувам во граѓанската моќ. Но неопходно е подготовка, да не кажам директна, сугестивна информираност. Тоа да допре до секој, за да се почувствува дел од заедницата што се вика град, за да почувствува чест, да учествува не само во подготовките, но и во она што ќе се случува 2028 година. Тогаш ќе се создаде таа критична маса, како што се создаде, например, за ГТЦ. Па илјадници и долго време го браневме. Колку е значена оваа манифестација за еден град како Скопје, особено имајќи предвид низ какви трауми проаѓаше од Втората светска војна, земјотресот, транзицијата, Скопје 2014 и сега нели со сите овие проблеми со кои што се соочува? Па колку е секако дека извонредно значење, дека на Скопје одамна му фалат проекти во права смисла на зборот. Значи идеја некоја која што ќе го води. Ние постојано се содруваме само со, ајде да кажам така општо и банално, со негативности кои што секојдневно не окружуваат за таа нефункционалност на градот на сите полиња и за една општа безидејност на повлекување на културните институции. Ми се чини такво нешто постои, застареност, закоченост и во секој поглед, значи нешто што е долго години во оваа транзиција која трае 30 и нешто години не следи повеќе како спуштање на нивото, отколку подигнување на нивото на живење и на културата посебно. Така што ова е нешто што за мене дури еден може да се рече утописки проект. Така звучи ако имав прилика да го прочитам и да ја прочитам апликацијата како е срочена и честитам на авторите на таа апликација. Изворено е срочена и ако велам
толку во тие општи делови каде што искажана мотивацијата да се аплицира за овој проект, дури во остра спротивност со нашата стварност која живееме и со една, зборувам за себе, со една недоверица дека тоа навистина може да се случи и дека тоа навистина може да го придвижи градот, да речам општо, и државата се разбира и да даде еден оптимистички импакт во овој град и во државата се разбира. Да. Јас би укажала на една погодност врзана за овој проект. Тоа е постулатот под кој што тој проект е пласиран. Културата над поделеноста. Или култура над поделеност, да членувано или не членувано. Меѓутоа, суштината на таа порака многу се совпаѓа со континуитетот на живеењето во овој град. Во овој град така живеел. Тој бил ниво над она што значи поделеност. И ако има таква историја, логично е да учествува и да добие свое место во одбележување на таа вистина, таа потреба. Дали тоа значи дека градот всушност не може да ја надмине таа утопивска визија, да ја надмине поделеноста и затоа манифестацијата, односно подготовките околу неа шкрипат. Имаше и некои мислења во јавноста дека ние како Фела не сме моќни, не можеме да за нас е ова преголем залак. Како е тоа преголем залак кога да речеме еве мали градови како не знам Бадишел или некои други успеа да реализираат успешно Матера, Лавалета и така. Се е во мотивот. Дефинитивно треба да се представи така работата, да се представи целиот проект, целата намера, да се постави цел и мислам дека ќе имаме и критична маса и едно придвижување. И мислам дека треба да се свесни луѓето дека многу придобив ќе има од ова нешто, од овој проект. Не да останат. Во самото случување, во суштината на проектот, ние ќе имаме бенефити. Може и да се создаде едно ново вредносно јадро во културата, кое што пак ќе значи многу повеќе за нашата иднина. Цело време зборуваме за неквалитетни урбанистички планови, за потреба од нивното преиспитување, цело време зборуваме за животна средина, зеленило. Се чини дека се ситни, меѓутоа тоа се многу важни аспекти на било што се случува во градот. Значи, ние остануваме во заштита на вредностите, односно за она што се залагаме, тоа е тоа. Само што сега ќе биде во функција на една повисока цел и што ќе има многу поголеми бенефити. Дали постои генерално една свест што тоа значи и за трансформативната визија на развојот на градот, но и за многумина уметници и културни работници кои што одеднаш добиваат шанса да стапат во соработка со нивните колеги на секаде низ Европа. За сега ограничени се условите за меѓународен пробој, се очекува дека ова внимание врз Скопје може да значи шанса за луѓето да добијат меѓународна промоција. Мислам дека нема доволно свест за такво нешто. Во апликацијата има некои предлог проекти, меѓутоа тоа секогаш може да направат нашите, да кажеме, се бава што се во сферата на културата, во било која во уметноста. Тоа може да избликне. Имаме ние креативност во нашиот ген. Не се сомневам во тоа. Меѓутоа, свесноста за бенефитите, свесноста за корисноста, за оваа, да кажеме, интернационална една промоција не постои. Тоа би требало да се малце сервира на дискусија, на дебата, на покренување на една мисла заедничка. Дали ќе биде предоцна доколку оставиме се да следниот градоначалник кој да биде од која партија не. го решава ова прашање? прашање? Јас не мислам така, ја не мислам така, никако. Не, ако се погледне апликацијата, мислам дека таму има чекори кои што до сега требале да се направат. Ако очекуваме да завршат новите избори, мислам следниве избори што доаѓаат оваа година,
и до стапување на власт и за вземање на ставови и позиции околу сето тоа, значи ќе пројде сигурно уште една година. Тоа веќе ќе биде 2026, ќе останат само 2 години. Ви благодарам за гостувањето. Intercultura, 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 intercultura.